Како што и претходно информирав, пратеничката група на СДСМ и коалиционите партнери денес во собранието ќе поднесе закон за измени во Законот за аудиовизуелни медиумски услуги, со кои што ги поддржуваме во целост барањата на новинарските здруженија, фактички истиот предлог кој што беше доставен тука до собранието, при што бараме тој да биде во скратена постапка и на итна седница на собранието. Меѓутоа, најклучно за нас е не само неговото усвојување, туку апсолутно имплементацијата целосна негова на тој закон. Со тоа мислам дека ќе испратиме сериозна порака дека бараме целосна департизација во медиумите, се со цел да за предвремените парламентарни избори се создадат услови за фер и демократски избори. Значи за нас без регулација на медиумите и прочистување избирачкиот список неприфатливо е дека би можело да има фер и демократски избори. Очекувате партиите на власта да го поддржат, бидејќи тие беа стриктно против предлогот на Ван Халка, ова е нешто слично или идентично? Иницијативата, да. Иницијативата е целосно во контекст на она што го предлага меѓународната заедница и затоа принципијално како СДСМ го поддржувам. Иницијативата е дојдена во собранието во текот на вчерашниот ден. Значи имаја време да го разгледаат. Меѓутоа да не заборавиме дека изминатите 2 месеци кога се носеше одлуката во собранието за одлагање на изборите, во тие 2 месеци работните групи заради ВМРО ДПМН не продолжија да преговараат околу регулација на медиумите. А што доколку не го? Тие ако ги гледаме бројките во собрание, за да помине овој закон мора да гласаат, инаку нема да помине. Очигледно е дека проблемот кој што цело време се создава во оваа држава во делот на регулација на медиумите е по заслуга на ВМРО ДПМН. Месец и повеќе од 23 февруари работните групи не можат да преговараат исклучиво заради обструкцијата која што ја прави ВМРО ДПМН.